Министре, многу сам уверено настапувате за некој кој му побегна Груевски, за некој кој издаде пасоши на мафијаши и наркобосови, за некој кој намести тендер за 45 коли, за некој кој ги приватизираше мензите. Многу вака самоуверено настапувате. А кога веќе ме повлековте за јазик, за инцидент кој него ни спомнав, исто така лажете. Вашата склоност кон лажење е евидентна. Со мои очи ве видов во кафаната 2 Елена како седите, а во официјалното соопштение на МВР викате тој ден министерот ручал во кабинетот. Како во кабинетот, кога во кафана тет-а-тет се видовме јас и вие. Така? Епа кој лаже се? Јас лажам или вие лажете? Друго, да се вратиме на прашањето. Прашањето беше дали вие, премиерот или Миле Зечевиќ ги организирате овие џандарски местенки. Не ми го одговоривте прашањето. Кажавте, спомнавте, релативизирате 4-5 работи. Кој 4-5 работи? 12 работи таксативно ви ги напоменав. Се фативте за таа за која јас не зборував, за која ме влечете за јазик сега. Јас знам дека кај има политике, нема етикет, туку има етикета. И јас се носам со тоа. Меѓутоа, едно е етикета, друго е двојни стандарди. За некој кој ви е миленик во опозицијата и кој ви е тројански конј во ВМРО ДПМН да апсите за еден ден, а кај мене за 3 години за многу посериозни дела, од многу посериозни структури. Па на крајот вие сте мој министер, така? Вие сте мој министер, ако сме ние политички опоненти. Така што полицијата постапува со двојни стандарди. Додека сте вие начело на полицијата, а не сте малце, уште некој месец ќе ја надминете и Гордана Јанкуловска која има 9 годишен рекорден мандат, тоа значи дека вие сте 8 години министер. Овие двојни стандарди се евидентни, од месечината се гледаат. Така што не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање.